Почитувани гледачи, добар ден. Гледате уште едно ново издание на емисијата посветена на здравјето, впрочем и ваш советник за здравјето, второ мислење. Денешната тема ќе ја посветиме на биорезонантната терапија, а нешто подосна ќе го погледнете и третманот на госпоѓа Жанета од козметичко-фризерскиот салон Жанета Естетик. Останете со нас. Во продолжение ќе дознаете нешто повеќе за биорезонантна терапија, односно што е биорезонантна терапија, каде се користи, дали постојат некакви несакани ефекти, кои се позитивните ефекти. Ќе ни објасни во продолжение доктор Албена Манева-Крстевска. Доктор Албена, би сакала да ви се заблагодарам што повторно прифативте да бидете дел од емисијата Второ мислење. Се надевам дека ќе го задржиме вниманието на нашите гледачи и дека ќе им објасниме сушност за биорезонансата, што значи и каде помага пред се. Да, секако. Јас сум многу среќна што дојдовте повторно кај мене. И биорезонансата, јас сум веќе на некој начин обседната со биорезонансата, затоа што е тоа современ начин на лекување. Практично, тоа е медицината на 21 век и тоа е биорезонанса е електромагнетна биокомуникација, практично. И вие можете да ги лекувате, да ги диагностицирате пред се луѓето на многу едноставен, лесен начин, без да бидат малтретирани, шетани од една клиника во друга, врз основа на биофизички закони. Фактички тоа е на некој начин квантна медицина, биофизика, на која работат врвни светски стручњаци и се користи се повеќе и повеќе во светот. Значи се користи за диагностика, и то многу рана диагностика, и се користи за терапија. Така да вие работите биофизички методи, а биофизиката секогаш претходи на биохемиските случувања во клетката. Значи, зборуваме на ниво на клетка. Можете многу рано да диагностицирате и да предвидите, значи пред нешто да се појави. Значи да видите дека има таква тенденција. Вие можете многу работи да промените. Значи да ги промените одредени енергетски блокади, пореметување во функција на ниво на клетка и тоа на дел од ниво на клетката, да речеме дали во јадрото, дали во лизозомите, дали имате во цитоплазмата проблем, или дали имате оштетување на ДНК. Значи, вие можете да видите кој е причинителот. Значи, дали се работи за пореметување во дигестија, дали се работи за некој хроничен стрес кој прави блокада во транспортот на информациите. Значи, информациите, морам само кратко да кажам, значи може да бидат транспортирани преку нервниот систем, преку хормоналниот систем, меѓутоа има и еден друг систем, значи преку автономниот нервен систем се разбира, меѓутоа има и еден друг систем, телекомуникационен систем, кој многу брзо, значи, делува на ниво на електрони, односно на ниво на фотони. Значи, како една основна енергетска единица. И на тој начин може да се координираат сите хемиски процеси. Знаете, во една секунда се одвиваат огромен број на хемиски реакции во една клетка. Огромен број. А на ниво на целиот организам, тоа се билиони хемиски реакции во една секунда. Сега, како тоа може сето тоа да се синхронизира, може само на овој начин. Значи, преку фотони. И со тоа се занимава фактички квантната медицина. Се прават многу софистицирани софтвери, кои се практично читачи на електромагнетните бранови, на таа резонанца. Затоа што секоја честичка има своја резонанца, секој орган и систем има своја резонанца. Значи се собираат електромагнетните бранови, значи од сите клетки, да речеме, на панкреасот, и вие имате со која
основна фреквенција во кој опсек резонира панкреасот. И тоа тие софтвери, читачите знаат отприлика од тој до тој опсек и ќе кажат отстапува функцијата на панкреасот од тој опсек. Разбирате? Значи, нешто се случува. Меѓутоа, тие се толку далеко отидени да тие можат да видат и дали волачењето на инсулинот или волачењето на другите сокови кои ја разградуваат храната, затоа што има панкреасот две функции, значи ендогена и екзогена секреција. Потоа, дали има некој тумор, дали е тој бенигнен, дали е малигнен, дали има некои други работи таму што се случуваат, дали имате, да речеме, во желудникот воспаление, дали имате хеликобактер или немате, или какво е тоа воспаление, стиснување има, канцер има, ерозивен гастрит има и така натаму. Атрофичен гастрит имате. Можете во секој дел да видите што се случува преку практично таа брза комуникација која со голема прецизност можете да видите и пред да се појави, јас сум имала пациенти ќе им кажам, знаете, тој и тоа има ризик од тоа, можете да предвидите дали скоро тоа се случува е во тек или било порано или ќе се појави за едно кратко време или така. Или се појавило пред 6 месеци, или се појавило веќе пред година дена, меѓутоа можно е да овие конвенционалната медицина да уште тоа не може да го види. Така. Затоа што се тоа биофизички промени, значи не дошло уште до биохемиски промени, не дошло уште до промена морфолошка на ткивот. И може тие пациенти да трчаат, да одат да видат и ќе им кажат, ништо немаш. Меѓутоа, после година дена, ќе си ја дојдат со таа диагноза, во колку не си направат нешто, за да си го подобрат, да подобрат здравствената состојба. Значи, всушност, тука и причината се лекува пред се... Значи, може да се открие, да. Може да се открие кои се причините ли. Значи, да речеме, кои паразити, кои микроорганизми, кои вируси ги детектира, затоа што ги чита нивните фреквенции. Тие си имат единствени фреквенции, да речеме за цитомегаловирусот, таа е фреквенцијата. Тој ќе рече тоа е и ќе ти каже колку е тој активен, зашто тој може да биде, па да не е многу активен, значи колку е тоа значително. Потоа, што да ви кажам, може токсини, тешки метали, значи недостаток на одредени олигоелементи, дали имате проблем со дебелото црево, каков проблем имате со дебелото црево, пресек на слузницата ви дава, значи во кој дел имате, значи клетките дали функционираат добро, не функционираат, се во дисбаланс, им е потребно некоја суплементација, која суплементација им е потребна. И во сето тоа се вклучува и хомеопатскиот третман. Значи, дури се отидени толку далеко да биорезонантните софтвери дават и предлог за хомеопатски третман. А вие можете и да го тестирате хомеопатскиот лек, што сакате да го дадете или било кој друг лек. Значи, јас имам таков софтвер, значи, кој може да тестира лекови и да каже дали е добар за нив или е добар во кој дел, на физичкиот дел, на менталниот дел, на психичкиот дел, значи во кој дел делува или не делува. Кога спомнавте дека всушност се лекува и причината и се откриваат претходно некои болести кои што немаат симптоми, односно пред да се појават, тоа значи всушност дека одредени болести лекува или може сите да со биорезонанца да се излекуваат сите болести или се има одредени кои можат, а кои не можат? Не, нема нешто што не може. Не постои нешто што не може, меѓутоа некојаш знаете, не може само со биорезонанца тоа да се направи. Значи треба и начин исхрана, треба и да се работи многу на психичкиот дел.
Значи, имате луѓе кои се оптимисти, имате луѓе кои се песимисти. Значи, тие имат негативни мисли. Мислата е многу важна. Значи, мислата ви е енергија со највисоки фреквенции. Значи, самата мисла може многу работи да направи, да помогне или да блокира. Значи, може целиот ваш труд да ви падне во вода. Да. Ако тој е усмерил негативно мислата. Ме разбирате? Да, во секој случај. Вие сте и хомеопат и ортопед, така да кога ќе дојде пациент кај вас и кога има некој здравствен проблем, вие му кажувате на кој начин да се лекува или тоа се станува чисто на пациентот како сака, дали ќе биде тоа хомеопатска или биорезонантна метода? Па, јас прво разговарам со пациентот, го гледам проблемот и одлучувам, му предлагам што сметам дека е најдобро. Јас одам од поедноставното до посложеното. Значи не одам веќе до максимум. Значи таму кај што е многу сериозно, мора да се направи се. Меѓутоа таму кај што е, да речеме, повеќе психички одел гледам дека е засегнат, одам со хомеопатија. Најмногу, затоа што најбрзо ќе стигнам до целта. Многу брзо можам да сменам многу работи и потоа го пратам пациентот во колку има потреба на нешто плюс ќе направиме. Меѓутоа гледам да сум рационална, знаете. И да не ги чини многу луѓето. Значи гледам од што се може од поедноставното да се оди, па понатаму. Има луѓе кои доаѓаат и сакаат да си се контролираат, сакаат да се прегледаат. Има луѓе кои имаат проблеми, а биохимските анализи им се нормални, а тие не се чувствуваат добро. И барат решение. Одат по една, втора, трета врата, нема решение. Тие не се осеќаат добро и барат понатаму. Значи, јас можам на такви луѓе многу да помогнам, да видам што е во позадина. Сигурно има нешто. Не е без причина, ништо не е без причина. Да. Ето така. Кажете ми, колку време му треба на човек? Колку е потребно со биорезонансата да се излекува на некој начин? Или кај секого индивидуално? Знаете како сега? Индивидуално. Кога ќе дојдат значи, пациенти со канцер, мултипла склероза, некои тешки заболувања кои сакат повеќе време. Значи, јас се бавам и аутистични деца сум излечила комплетно. Некои не сум ги излечила. Значи, некогаш имате успех, некогаш немате успех за нешто. Знаете, сака време, да речеме, аутистично дете без 2 години, не можете да го средите, зависи, обично тоа се застарели случај. Значи, јас сум имала аутистично дете кое сум го излечила за 2-3 месеци, 3 годишно било. Меѓутоа, кај мене доваѓаат деца со 7-8 години. Мислам, тоа не може сигурно, затоа што има многу други нешта во позадина кои не можете, некојаш има и надворешни влијанија кои не можете и веднаш да ги видите и кои ометаат во лекувањето или не се многу дисциплинирани, не можат родителите да воведат све она што треба околу исхраната и така натаму што е битно и се вртите во круг, знаете. Така да успехот не зависи секојаш и од вас. Знаете, тоа е, не може вие само тука да му давате терапија. Значи, јас припремаме ние терапија и за дома. Значи, со тоа што се структурираме вода, значи се користи, исто се користат и некои други начини на лекување не со биорезонанца, кои ги користиме за чистење на организмот, ослободување од тешки метали, токсини, за помасовно уништување на паразити. Значи, колку се работи за некои потешки заболувања и кои можат во голем процент да ви олеснат состојбата. Меѓутоа, пристапот е комплексен. Значи, вие морате да имате комплексен пристап за да имате успех. Каква ќе е брзината на лекувањето, зависи од тоа кога се појавило, колку особата е заглавена во сите тие проблеми
Знаете, некојаш може побрзо, а некојаш треба повеќе време. Значи сепак индивидуално. Индивидуално е и обично даваме ние и терапија и за дома, да речеме одредени фреквенции, ги снимаме на CD, тие што се во опсек на слух. Значи, иначе за другите би требало да има специјални слушалки, затоа што се работи биорезонанца со ниски фреквенции. Значи, не може да ги слушне. Кои не може да ги слушнат, тие користиме специјални сензори за нив. Или специјални слушалки. Ме разбирате како што е за овој апарат, тоа е специјални слушалки кои можат, значи тој опсек да го фатат, да комуницираат. Затоа што мозочните фреквенции се многу ниски. Меѓутоа, во начинот на лекување, кога ќе се работи за биорезонанца, влегува се. Значи, јас би спомнала и други работи, значи вежбање, работа со психолог, психотерапевт. Потоа, се многу поволни и молитвите, кој што си е религиозен. Многу е добро, затоа што молитвите фактички било која да се работи за било која религија, дали се работи за православие, католицизам, будизам, муслиманство или било која религија, биофизичарите имаат испитано дека молитвите се движат во опсек на 8 Hz, колку што се и фреквенциите на земјата. Значи, земјата резонира со 8 Hz. 8 Hz. Да. Така да, знаете, молитвите се како не? Значи се, потоа исхраната е многу битна. Може да се користат разни билки. Билките се нешто дар од Господ. Знаете, тоа може и како да помогне во се. Па во природа. Значи, спортување или прошетки во природа. Тоа се мора да се внимава, да се работи. Значи, не може по ова работа да се работи со многу луѓе. Знаете, некогаш јас работам по неколку часа само со еден пациент. Значи, треба да се работи по полека, да се влезе во психата на човекот, дека се ислуша, да се направи се што треба. Обично луѓе кои имат проблеми се и нервозни и сакаат да разговарат, сакаат да си кажат се, така да потребно е време во секој случај. Потребно е време, да. Кажете ми, биорезонансата спаѓа во алтернативна медицина, кај нас се уште, претпоставувам? Јас не знам, биорезонансата е наука, знаете. Сега алтернативна, можеме да кажеме е комплементарна. Значи може да биде комплементарна, значи може да се спои со некоја друга терапија, ако мора. Да речеме, кај мене доваѓаат и луѓе со депресии, луѓе со канцери кои примат хемотерапија и работа. Знаете како, не е баш многу спојиво, да речеме. Меѓутоа во прво време, дури се премините на другиот начин на лекување, во колку пациентот сака, се разбира, тогаш пополека се ослободуваме од хемијата. Од хемијата, од конвенционалната всушност терапија која што добивате. Да. Некојаш пополека, да речеме, ако прима антидепресиви, не може веднаш вие да го ослободите, или некоја друга терапија која треба пополека да се ослободува. Исто така ми споменавте пред почетокот на снимањето, рековте дека кај вас исто и припремате сребрена вода, која што ја давате на пациентите да пијат. Тоа ја давате во склоп со терапијата? Во склоп со терапијата. Сребрена вода може и да се купи, меѓутоа има во аптеките. Меѓутоа е добро и да се припреми, доста е апаратот е јако добар. Иначе од болести, да ви кажам, се што може, јас сум пред се ортопед, нели така, и сум почнала со таа проблематика. Значи јас си користам биорезонансата за лекување на сколиози, деформитети на рбет, за лекување на болки во рбетот, и ја комбинирам со хомеопатијата и многу брзо ги ослободувам луѓето од проблеми. Обично кај мене доваѓаат луѓе со проблеми
со години, со месеци, измалтретирани пред операција и така натаму. Па барат чари ако може тоа да помине без операција. И така. Значи, проблеми ортопедски, може многу траума имате, или сте во гипс, или сте оперирани. Значи, биорезонансата помага многу побрзо да се створи калус. И ако не ви се ствара калус, може да помогне тоа побрзо да биде. Има, значи, проблеми такви кај луѓето, нели така. Значи, разни други деформитети, болки, возглобови, ревматични проблеми со деформитети, исто така тоа многу успешно се лекува. Автоимуни заболувања од било каков вид. Пошто се многу чести кај нас. Да. Диабет. Па јас сум имала сега, практично никогаш не сакам за пациенти да зборувам. Значи, покотово не се спомнува име. Така. Не, никако. Овде е загарантирано, мислам, тајно. Никако не сме. И ако прашуваат некојаш, али јас не давам податоци. Меѓутоа сум имала случаи на пациенти тешки со автоимуно заболување на црн дроб и диабет во исто време и кои се лечат на клиника кај врвни наши специјалисти и оди све на полошо, мислам со 60 единици инсулин дневно и со неможност да се даде во таа ситуација кортикотерапија. Мислам, пациентот не може воќе ни да оди, не можеше ни да јаде, затоа што све што земаше, све се isfрлаше, значи поминуваше само низ цревата и се isfрлаше надвор. Значи, тоа беше страшна ситуација. Значи, тој пациент беше многу млад, беше во многу тешка состојба и сега си продолжи да студира. За неколку месеци тој веќе беше и на летување, и работи, и студира, и се е во ред. Се среди. Значи, сите хепатални проблеми се уредни, се санира процесот, се инсулин се уште прима, али не во тие високи дози, така да тој дојде некаде на 8-10 единици, сега малку повеќе, зашто не пазиваш многу. Али мислам дека се средија работите, иначе не знам како. Значи, тој е еден вака драстичен пример, кој, мислам, и професорите таму знаат. Кој знаат и беа изненадени од резултатот што се постигне, затоа што мислам дека тој немаше шанса да живее понатаму со таа диагноза. Доктор Албина, ние немаме повеќе време, толку ни дозволува времето на емисијата. Ви благодарам што прифативте да бидете повторно дел од Второ мислење. Се надевам дека ќе се видиме повторно и дека повторно ќе разговараме нешто поврзано токму со биорезонансата, со хомеопатијата и со се она што вие го работите. Ќе ми биде задоволство да дојдете. Најактуелни козметички иновации. Козметичко студио Жанета Естетик. Добитник на престижната награда Златна маска за врвни достигнувања во медицинската козметологија. 16 години грижа за безпрекорна убавина и решение за вашите естетски проблеми. Жанета Естетик. Чекор до сопствено совршенство. Оригановото масло со векови е познато како лек, а се знае дека вавилонците го ценеле ова масло особено при лекување на некои болести. Денеска оригановото масло е едно од најмокините природни средства со антисептичко и антибиотско дејство. Современите истражувања дошле до заклучок дека маслото од оригано исто добро делува против инфекциите како и некои антибиотици. Ова масло делува против 25 различни бактерии и габички, како стафилокока, ешерихија
ехија коли, кандида и многу други. Ова масло е добро и во третирањето на грип и настинка. Оригановото масло најчесто се употребува во борбата против настинка и грип, во спаление на синуси, бронхитис, инфекција на грлото, против инфекција на устата и носот, за уништување на цревни паразити. Помага во уништување на габични инфекции, во лекување на акни, а добро е за подигање на имунитетот. Многу е важно да се знае дека тука станува збор за ориганово масло кое се добива од листот на диво оригано. Односно, тоа не е она оригано кое сме навикнати да го користиме како зачин во исхраната. Дивото оригано расте на големи надморски височини, од 1500 до 2000 метри. Вистинското ориганово масло е доста јако, што се однесува до оралното дозирање. Потребно е големо внимание и советување со доктор, а секако и со производителот кој треба на упатството да го напише начинот на употреба на истото. Маслото од диво оригано не треба да го користат лица кои што немаат доволно железо во организмот. Во следните неколку минути ќе ги погледнеме третманите на госпоѓа Жанета од козметичко-фризерскиот салон Жанета Естетик. Добар ден, госпоѓа Жанета, и добре дојдовте во Второ мислење. Благодарам за поканата. Која е основната функција на маската со грози и на останатите третмани со винотерапија? Па вака, пред се, значи, со помош на оваа маска, со винотерапијата, сите екстракти се искористени, значи, како што е шампањот, виното, Е-витаминот кој што е изваден од симките, така да самата оваа винотерапија е пред се еликсир, значи за младоста, уживање, каде што на една кожа ги нанесуваме сите оние средства кои што на вистина ќе ја потхранат, хидрираат и пред се ќе го зацрстат, значи, тонусот, бидејќи кога тонусот е опуштен, автоматски, значи, кожата е издехидрирана и едноставно вене штом го нема Е-витаминот, кој што, како што напоменав, е еликсир, нели, на младоста. Колку често треба да се прави овој третман? Па третманот, значи, секоја жена и девојка, па и машката популација, значи, кои што држат до себе и се одржаваат, можат да го направат барем еднаш месечно. Како предлог е, значи, многу убаво да го направат после излагањето на сонце, веќе, нели, луѓето се прибираат од плажите, така да навистина можат на кожата да ја пружат едно убаво задоволство со винотерапијата, со виномаската и со сите оние пропратни елементи, како што се пилингот, во кој што има, значи, големо количество, значи, на гел хидратирачки, кој што е изваден од самото грузје. Потоа имаме масажна крема, значи, со шампањ, така да навистина може да се подвргнат на едно убаво уживање. Дали овој третман може да се прави на целото тело? Да, секако, значи, во мојот салон го работиме телото, со тоа што, значи, една госпоѓа може да ужива негдека 2 часа, каде што ритуално, значи, се прави пилинг на телото, потоа имаме масажа со маска од шампањ и на крајот завршуваме со маска во едно парче на цело тело. Благодарам и на вас. Третманот со винотерапија ќе го започнеме со тоа што најнапред ке нашата клиентка ќе направиме едно шампонирање, да очистиме се оно што нанела предходно, значи дали е тоа крема или некој тоник, што и да е, значи мораме да очистиме за да го започнеме третманот. Пената е навистина богата и хранлива. Направена е со големо количество на Е-витамин од семките на грозјето и со мирис на самото грозје. Во овој случај, значи, црното грозје, кое што е навистина здраво за кожата, така да ќе приредиме едно убаво уживање со масажа и воедно ќе ги очистиме остатоците од мејкапот и ќе направиме една убава припрема на кожата за се оно што следува во продолжение на оваа винотерапија. Вишокот од пената ќе го отстраниме со помош на влажни тампони. Влагата ќе ја собереме со хартиено шамивче. Третманот со винотерапија можам да напоменам дека може и кај помладите особи да се направи, значи пред се е хидрирачки третман, значи кожата ја хидрираме, така да како следна постапка одиме со специјалниот пилинг од грозје, кој има прекрасна боја. Во составот имаме зрнца од самите семки,
на грозјето, кои што се искористени во овој прекрасен пилинг. Така да нанесуваме на лицето. Нежно го распоредуваме и одиме со блага релаксациона масажа, каде што на нежен начин со помош на зрнцата, кои што се заоблени, нежно ќе ги отстраниме, значи сите изумрени станици. И обраќаме внимание на Т-зоната, бидејќи најголемо количество на изумрени клетки се натоложуваат на самата Т-зона, без разлика дали се работи за помлада или повозрасна особа. Вишокот од пилингот го отстрануваме повторно со водени тампони и правиме припрема за следната постапка, а тоа е нанесување на специјалната маска од грозје. Влагата повторно ја собираме со хартиено шамивче. И одиме, значи, со следната постапка. Најнапред ги заштитуваме очите со тампони. Ова е, значи, прекрасната маска која што ќе ја активираме, таа е во прашкаста форма и ќе аплицираме на лицето од нашата клиентка. Откако добро ќе ја измоделираме, маската ја оставаме 25 минути да делува кај нашата клиентка. Бидејќи маската го заврши своето дејство, можеме да ја отстраниме во едно парче. Влагата ќе ја собереме со хартиено шамивче. И можеме да преминеме со следната постапка, а тоа е нанесување на специјалната маска со шампањ, богата со витамините А, Е и В5. Оваа маска се разликува, значи, од другите маски во другите третмани кои што ги правиме, со тоа што маската веднаш навлегува во кожата и не ја отстрануваме, значи останува, така да клиентката после 5 часа може да го измие своето лице, бидејќи маската се уште ќе делува, значи ќе ја хидрира кожата и ќе делува, значи, со сите оние витамини кои што ги споменавме, значи А, Е и В5. На ваков начин го завршуваме овој прекрасен третман винотерапија и се надевам сите оние кои што беа задоволни од ова што го видоа, ќе можат да се подвргнат на ваков ексклузивен третман со винотерапија. Тоа беше се за денешното издание на емисијата за здравје Второ мислење. Повторно гледајте не следната сабота во истото време, до тогаш не пропуштајте ги репризите и следете не на Facebook страната. До гледање.